МВР се уште работи на расчистување на вчерашниот инцидент, во кој по жестоката расправија со советникот на ВМРО ДПМН Васе Алексов, советникот од партијата за демократски просперитет на ромите Аки Акиов повреди вработена од општината замавнувајќи со шиша. Од полицијата велат дека ќе следува и соодветна пријава, но против кого и за што останува нејасно, а информации нема ниту од обвинителството, веде градоначалникот на општина Кочани Венко Крстевски. Во изјава за Канал 5 денеска го осуди инцидентот и смета дека Акиов мора правно да одговара за стореното. Сметам дека советникот треба да се извини на вработената во општината и треба да одговара за својата постапка. Ова настане ескалација на претходна нетрпеливост. Скоро секоја седница е така изминатите 3,5 години. Доста некоректен однос од одредени колеги советници со навреди, со клевети. Акиов пак преку објава на социјалните мрежи и се извини на службеничката што ја повреди, но се правда дека бил испровоциран од советникот Алексов, кој го обвинува дека му дофрлал навреди, нарекувајќи се себе си борец за правда. Некултурно, крајно неодговорно, нехумано и деградирачки е постојано да се прави хистерија во советничката сала, преку урлање, барање паузи до офрлување навреди на лична основа, среде секое мое излагање на вистината што на ВМРО-вците не им оди во прилог. Чашата беше прелеана од советникот Алексов, кој што го испровоцира целиот настан својствено за него. Направничката од општина Кочани јавно и се извинувам за ненамерно нанесената повреда. Стои меѓу другото во објавата на Акиов. Продолжија партиските реакции за инцидентот. Од ВМРО ДПМН обвинија дека бил план за дестабилизација, направен од Зоран Заев и Венко Филипче, и побараа оставка од Акиов. Советникот на Филипче, Аки Акиов, кој вчера повреди вработена во општина Кочани и физички се закануваше на советници, е човек од најголема доверба на Зоран Заев. Еве фотографија од советникот на Филипче, тепачот од Кочани и Зоран Заев. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страв и паника кај народот од локални тепачи кои се закануваат и сеат страв. Од СДСМ вчера се оградија од постапката на Акиов, кој е нивен коалицијски партнер. Според нив, советниците на ВМРО ДПМН постојано провоцирале за време на седниците на Советот на општина Кочани, употребувајќи навреди на етничка, верска и лична основа.